Zašto divno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivite. Zašto ti je se pomiluvani, blaženi se čistite po srce. Zašto ti će go vidat. Од овие три збирки, најдобрите одбрани се во ова метнати. Така да, првата се вика Чемере Шепов, втората Самотија и третата е ова. Враќање во сонот. Убави наслови. Да. Знаете некоја песна, сега да isчитаме некоја, да ја прочитате? Па или ја да прочитаме и вие, оти јас само пишувам. Иначе мојата сопруга, кога ги чита песните, ја тогаш дури осеќам и гледам што сум напишал. Иначе ја кога се читам по моје, ич не ми се добри. Па да, има поети што не ги читаат своите песни, некој ги отчитува. Не, можда и јас сум се досега испраксирал, но не е лошо па и вие да прочитате некоја, затоа што знам оти умеете да читате повеќе него јас. Допир. Ова ми е првата песна. Случајно така, седејќи дома сам и осамен. Иначе, се сите горе-доле, тешко да се прочитаат, јас бар тешко ги читам, но се надевам дека ќе го докречам. Во самотијата застанат на стариот праг, додека зидовите на мојот дом натежнуваат, на плеќите мои гледам низ замаглениот прозорец со чемер во душава, во моето одамна мртво детство. Чемер и тага и ништо друго. Сам тешко да некому да се насмена. Чемерната горчина ми ги гризе устите. Со насмевка, стисната во грло, застанат пред огледалото, чинам и тоа ме одбегнува, а некогаш бевне блиски. Иете патува сам со себе, но иако сам патувам, душата не може да најде крстопат, нит видик, ни допир. Денес не зна по кој пат ги гледам своите стапала, кој кротката квечерина ги покрива, додека месечината доцни, во огледалото стоејќи забележувам силуета со надвисната става која од далечното детство се бара. Убаво. Не знам ја колку доловив од моите творби. Се доста сентиментални, чувствителни осеќаи. Многу имав пријатели во Скопје доле, велика, зашто да ова кога е издадов првата, вика зошто така толку тажно. Дај другите да бидат малку повесели. Ама не можам да избегнам тоа, еве и втората и третата ми се така, навидум скоро исти. А ти како излегува од срцето чувството, така е? Токму така, да. Насловот е Крај чешмата. Вечерината како стројна мома надвиснала на стариот јавор. Ноќта полека се спушта, водарки со шепот леат вода. Месечињата распарчува темнината, чувајќи ги незините тајни, самовилите во водата потопиле гердани шарени, лицата си ги мијат за бакнежи. Ако некогаш кај чешмата минете, не прашувате зошто им се расите расплетени, косите расплетени, зошто кошулите им се отпетлани и дали лишенот им е од герданот. Рекол да издаде, вика, четврта. Слушај, викам, не можам да издадам четврта книга, едино од све што има ова, што не чини да се изфрли, да направиме некоја друга и направиме збирка од сите три во едно. И беа некои изфрлени, што мене не ми се допаѓа, а и нему на некој начин рече дека ќе одбере малку по асолни, по наше речено. И ова беше последното издание. Иначе, Ристо Јачев ми е издавач
и се да речеме и помогна да ги издадам овие 3 збирки со совети како, на кој начин се пишува таа поезија, што значи поезија, сето тоа. Ристо Јачев е силна личност. Да. Доаѓал тука, бил во Малме? Ристо беше 2 пати овде во Шведска, ние кога организираме, да заборав тоа да го спомнам во моето излагање, дека кога организирам поетска средба, оти секоја година ние организираме поетска средба, сите поети од Малме и појачања добиваме од Македонија. На првата поетска средба беше покојниот Гане Тодоровски и Тодор Чаловски. После за секоја година добиваме појачање од Републиката. Ристо Јачев беше 2 пати дојден овде и секојаш привлекуваше на внимание кај граѓаните, кај поетите што се бават со таа поезија овде во Шведска, кај публиката, така да Ристо Јачев остави во Шведска еден силен печаток во однос на поезијата. Неговата поезија е многу јака, дури ја некогаш се замислувам како, што да извлечам од оваа поезија. Е силна моја поезијата. Тоа има и на егејски диалекти, се памтам една песна во Бунаро вика Мика биме. Деј гиди во Бунаро Мика биме. Многу убава текст. Да. Мислам дека и Петре Баше бил тука, ми кажуваше беше. дека рецитирал во библиотеката таму. Да. Секаде, долго години одржуваме ние, по 23-4 пат. Почна силно да се дел. Од 87-ма ние поезијата. Али од овде што има, све е таму. Тоа може да го земам, нели? Тоа за тебе дојде. Добро. Да. И еве овие вчера што ги заборав. Тие вчера ми ги тргна некој, не може да ги најдам, ги крена. Ево, од друштвото наше конкретно. Тука има и дел од поезијата наша матерска, тогаш кога започна. Еве. Ова е од Малме човекот, јас сум од Малме. Ова од Малме. Марика Ставеска, тоа исто од Малме. Сите се од Малме. Мими, овде ќерката моја. Да. Тоа е. Сите се родени во Шведска. Ева мојата ќерка една, ева другата. Оне бевне на гостување во Македонија. И прашуваат луѓе вика дали ови деца се родени во Шведска? Да, сите викам. Ода доша. Чудно нешто. Ама Ако ги фати тоа ритамот и тоа е чудо, стварно. да. Значи, од Бог даден ритам, ќе ги повлече. Поред со чувствата што играат тие и си бројат во себе и чекорите си ги бројат во себе. Неколку кај нас тие што се деца родени со тој мелос и фолклор во Македонија. Додека овие деца се родени сите овде кажат. И тие поред она што имаат во себе македонско и сето тоа, него тие и во себе размислуваат колку чекори ќе направи натака, колку навака и затоа се малку и посериозни во играњето. Него овие другите што се професионални и така. Да речеме кочораци или танеци така. Иначе и избратимени сме со друштвото Цветан Димов, фолклорното друштво од Скопје, а с братини ми сме со и ФК Охрид од Охрид. Почетокот на нашето самоорганизирање овде во Шведска започнува 1969 година, кога година-две пред тоа веќе имаше голем прилив од Македонија, односно од поранешна Југославија. Тога Шведска и беше потребна работна сила и тоа го најде во балканските народи за да помогне за издигнувањето на стандардот на Шведска. Македонците како македонци се силни работници. Дури можам да речем и пресилни. Швеѓаните нас ни замеруваа зошто толку работиме. Нормите беа тие што беа, нашите луѓе ги надменуваат тие норми. Ако треба да се произведе 200 конзерви, да речеме лименки за пиво, нашите граѓани произведуваа 100 повеќе. Швеѓаните тука се лутеа. Тие имаат секојаш вака. Полека, не брзете да има работи за утре. И да споминам пак на ова самоорганизирање. Започна 1969 година, едно од најстарите друштва е нашето друштво, се вика КСД Македонија, прво во Европа од ваков вид, со спорт, култура, традиција и сето тоа. Од кога се формира нашето друштво овде во Шведска, ние
нашите активисти беа тие што помага и во другите наши градови во Шведска да се формираат такви друштва кои ќе му олесни животот на нашите граѓани, да другаруваат, да е потисна таа носталгија и односно таа асимилација овде во Шведска, дали успеавни или не, но тете времето ќе докаже тоа и докажало времето дека сепак македонскиот граѓани, да речеме од бившите југословенски републики, е најтешко да го скршиш за да се асимилира. Од кога се формира тој Македонски сојуз, поред фолклорни секции, фудбалски секции имавме и се роди идејата овде во друштвото наше, беше иницијатор за тој пишан збор. Инаку имавме орган на Македонскиот сојуз, што се викаше Македонски вестник. Од тука ние започна нашето друштво да почнеме да правиме македонска поезија. Не само македонска поезија, него да биде пошаролика. И 1987 година прв пат се организира, нашето друштво беше домаќин и од тогаш до ден денеска се одржува оваа традиционална поетска средба, не во Малме секогаш, сега ја преместуваме од град во град, секој друштво кој се пријави да организира таа поетска средба. Иначе Сојузот има издадена на збир на учесници на таа поетска средба, збирка која од сите учесници се вметнати таму. Меѓу нив еден сум јас. И јас започнав да пишувам, иако бев дописник на тој Македонски вестник, започнав ја да се баравам со поезијата. Имам издадено 4 збирки, во кои збирки најмногу се говори за носталгијата и за родниот крај. Но и општо и други теми се опфатени во поезијата, но речено дека седнувајќи дома сам и осамен, ти паѓа се она што некога си го живеел некаде и тука сите песни скоро ми почнуваат така. Иначе и една година учествував на Сручките вечери на поезија, читав тамо на мостови и така. Така да една манифестација која ќе ми остане во сеќавање за секогаш. И во однос на поезијата, дали понатака тој пишан збор, ќе го продолжам да го пишувам или тука ќе застанам, најверојатно тука ќе застанам затоа што и времето ќе и годините минуваат и надминуваат, така, а можно и се да се случи. Но се надевам дека се ќе биде во ред и со годините, со здравието и со пишаниот збор, се надевам за се најдобро. Јас Богоја Ѓорески од Малме, Шведска, еден како од основачите на ВМРО ДПН, од умнувањето на Заграничниот комитет на ВМРО и од неосите во црквата и во клубот, нашите македонци, не само во Шведска, во целиот свет, се загрежени од денешнава состојба во Република Македонија. Апелираме до нашите партии, без разлика на дали лево, десно или в центар, да ги ставят националните и верските интереси пред се, а не до ден денешен нашите партии ги стават своите лични и партиски интереси над националните и верски. Тоа се однесуваат и за синодот на МПЦ, до дедо Стефан, упутувам апел и до нашите владици и тие да го дигнат гласот за опстанок на Република Македонија како унитарна држава. Без македонски народ нема ни црква. Јасно и гласно апелирам во мир и благослов да ги решиме сите наши национални и верски проблеми. Поздрав од Шведска. Се ова што се случува во Република Македонија се одразува и кај нас овде во странство. Нашите граѓани се не само вознемирени, него и револтирани за како и на кој начин да се надмине ова состојба во Македонија. Јас знам, верувам дека Македонија пионер во ова више партиски систем, но ми се чини дека можат и умеат и знаат
да најдат заедничко решение за сите проблеми. Не само овој последниот, него од осамостовањето па до денеска мора да се изнаоѓаат мерки. Ние живееме во една демократска земја овде во Шведска. Сето тоа го знаеме и на кој начин тоа го самите швеѓани го спроведуваат. Има несогласувања и овде, затоа што е вишепартиски систем, но тие само се расправаат околу економијата и некои други површински работи. Но додека се однесува за битието, националното битие на Шведска, тие се сите партии единствени. И тие за тие проблеми седнуваат сите заедно. Тоа треба нашата држава, нашите челници на нашите партии во Република Македонија да го согледаат и од виталните прашања што се за уставот, за опстување на Република Македонија како држава, треба да бидат единствени на тоа поле. Но, нажалост, кога ќе му дојде крајот на ова, сето тоа, пак ќе напоменам дека нашите граѓани се револтирани и се размислува дали да го годишниот одмор свој искористат во Републиката или негде на друго место. А тоа ги влече секогаш и тие секогаш ќе знаат да го поминат годишниот одмор во Републиката со своите најблиски кои ги има таму. Од културно-македонското друштво Малме Шведска ја пренесувам реакцијата на македонците во Шведска дека се загрижени за состојбата што се случува во Македонија, пред се за неслогата меѓу македонските политички партии, за кавгата, за омразата која се случува и да доаѓаме до физичка пресметка да бидеме срам од една земја која е духовна кота во Европа, во која поминале сите цивилизацијски придобивки, како античката македонска цивилизација, како македонскиот неолитска цивилизација, како Македонија која е врв во бронзената цивилизација, Хомеровото време, доаѓање на апостол Павле, Свети Кирил и Методија, Климент и Наум, христијанството во Европа, богомилското движење од кој се настанати протестантските христијански заедници по цела Европа. Ние денеска да дојдеме до земја каде што се расправаме меѓу себе и ја пренесувам загриженоста на македонските заедници во Шведска дека треба да преовладува разумот, да владее правото и во Македонија да се спроведуваат пред се македонските национални интереси, Македонија да се грижи за македонците во соседните земји, во Пиринска, во Егејско, во Преспанско, македонците во Косово, во Србија и пошироко, значи да биде вистинска матица каде што ќе го спроведуваме она што го има кажано и Гоце Делчев, значи да бидеме поле за културен надпревар меѓу народите. Да се надеваме, ја пренесувам загриженоста значи на македонската заедница во Македонија да владее разумот, да владее љубовта кон татковината, да се измириме и да функционира правната држава и Македонија да биде земја, матична земја на македонците и на сите други што живеат таму, бидејќи ние го немаме тој проблем да ги признаваме малцинствата кои живеат во Македонија како соседните земји. Од Малме, Шведска, бидете поздравени. Ја живеам во Малме и во Македонецот. Македонец во Малме? Да. Браво, да си жив и здрав. Синови Божјивце, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.